А сега го повикувам да ви собрати подпредседателот на Социјал-демократскиот сојуз на Македонија, Гордан Ѓорѓиев. Добро вечер, граѓани и граѓанки на Битола. 35 дена веќе. Битола скоро без престан протестира. Во Битола повеќе од 35 дена гори оганот на слободата. Има жарче кој што ја повикува цела останата Македонија да издржиме, да обстоиме, дека ќе победиме. Така е. Почитувани пријатели, другарки и другари, ми текна сега нашата пријателка од сестринската социјалдемократска партија Шведска, која се качи и која зборуваше дека во една Шведска е незамисливо да се одржи ваков тип на собир. Дека е незамисливо да се одржи ваков протест на 0 степени, на минус степени и да се бара слобода, да се бара демократија, да се бара слободни медиуми. На последната листа што објавија Репортери без граници за медиумската слобода во светот, Шведска беше меѓу првите 3 држави, заедно со Данска и Норвешка, за најслободни држави во светот. Македонија падна 22 места и во друштво со Венецуела, Афганистан, Пакистан и сите африкански диктатури. Затоа ние во нашата неслободна Македонија, во нашата недемократска Македонија сме принудени да одделиме овој вестник за слободна Македонија, бидејќи вистината нема да ви ја кажат ни Сител, ни Канал 5, ни МТВ. Бидејќи цела време ни мачкаат очи. Гледате на што се сведе нашата Македонија, да мораме герилски, партизански да делиме летоци за да им укаже на нашите граѓани каде е вистината и која е страната на слободата, која е светлата страна во оваа држава, почитувани граѓани на Битола. Груевски, кој што сака по секоја цена да го изгасне светлото во Република Македонија, да го стиснеш крапалот и во Македонија да завладее мрак. Тоа е човекот кој што имаше смислен план да ги затвори сите медиуми кои што се дрзна да кажат нешто објективно или против него. Тоа се случи со сите скоро електронски медиуми, тоа се случи со сите пишани медиуми. Груевски сака да се однесуваме како швеѓани. Но она се случи на 24 декември, почитувани пријатели, е голем аларм за сите нас, е голем сигнал дека падна маската и се покажа грдото лице на оваа власт. Незамисливо е во држава која сака да влезе во Европска унија, да се бркаат брутално со сила новинари од собрание и се крши устав. Незамисливо е да се избркаат целата опозиција, сите 42 пратеници со специјално политичко обезбедување неидентификувано. Затоа сме секој ден на улица, затоа секој ден блокираме, затоа секој ден протестираме, се дури не покажеме на секој граѓанин во Република Македонија дека тоа нема да го дозволиме, дека Македонија не е Шведска, Македонија е на рангот на африканските диктаторски држави. И затоа сме тука и затоа тлее жарот и оганот и во Битола, и во Прилеп, и Ресен, и Миркисар, и цела Македонија. И ќе издржиме, и тоа значи дека ќе одиме до крај, почитувани пријатели. Драги пријатели, другари и другари, ние сме денеска блокираме мост. Мост кој што патем речено 20 пати ветуваше оној бивш градоначалник на Битола да ќе реконструира. И овој протест на мостот, оваа блокада на мостот, ме потсеќа на други темни времења во времето на Милошевиќ, кога храбрите слободарски, наши пријатели од Србија, со денови ги блокираа мостовите, со денови стоја на мостовите и му кажаа отпор на режимот, отпор на Милошевиќ. Така и ние велиме отпор на Груевски, отпор против неслободата. Сакам да потсетам на сите спинови на власта дека оваа партија, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, дека оваа коалиција составена од многу партии, Сојузот за еднината,
дека ние не сакаме насилство. Оваа партија не е правена за насилство. Оваа партија е правена да ги почитува и да ги гради институциите. Но бевме брутално со насилство и сврвани од тие институции и сме приморани да бидеме на улица. Тоа не е по наша желба. Груевски со сила зацкрен зад полицијата кукавички не изфрли од улици и затоа ние праќаме пораката само предвремени парламентарни избори може да го исправат овој срам кој се случува во Република Македонија. Само такви избори може да направат дисконтинуитет на владењето на оваа ненародна, буквално диктаторска власт. И во таа смисла, оваа партија, оваа коалиција, овие граѓани сме спремни да одиме до крај. Се дури не си освоиме слободата. Ви тврдам дека слободата не чека за следниот агол. Мораме да бидеме стрпливи, мораме да бидеме упорни, мора да веруваме во приказното во која што мора да се убедиме и да ги убедиме другите. И тука, драги пријатели, сакам да порачам две пораки. Првата е, се лаже оној кој што мисли дека во Македонија постои друга опозиција, која што може да биде измислена, која што може да се појави на фингирани локални или парламентарни избори, да глуми опозиција по теркот на Груевски. Таква опозиција нема. Таквата опозиција е на улиците. Таквата опозиција, вистинската опозиција е на маршевите низ Скопје и низ цела Македонија. И нека не се лажа дека може со измислени партии, со измислени подкупени личности да прават независни, навидно независни листи. Тоа нема да го дозволиме ние, Сојуз за Зиднината. Втората порака. Почитувани пријатели, ова борба не е борба само за СДСМ и само за Сојуз за Зиднината. Оваа борба е да успееме да ги убедиме сите граѓани или големото мнозинство на граѓаните на Република Македонија, оние кои што декларираат за неопределени, оние кои што секој ден кога одиме на улица ни велат не сме во партија, ама издржате до крај, издржате во приказната со вас сме, може би сме се уште уплашени излеземе на улица, ама верувате со вас сме. Ние, пријатели наши, треба да ги поттикнеме тие луѓе, да ги охрабриме, за моментот кога треба да излезат на гласање, да го казват овој режим, а да го казват на предвремени парламентарни избори. Тоа е нашето барање, од тоа барање не отстапуваме. Тоа барање е единствениот начин да дојдеме во Македонија во која што можеме слободно да дишеме, во која што можеме слободно да говориме, во која што може да читаме нормални вестници, а да не бидеме принудени на ваква партизанска геронска борба. Се дури сме надвор институциите, ние сме на улица. Се дури демократијата е сврнена од собранието од институциите, ние ќе практикуваме овде демократија. Да живее Битола, да живее Македонија!